Социјалдемократите до крајот на неделата ќе донесат одлука дали со председателските ќе се одржат и предвремени парламентарни избори. Извори од Бихачка велат дека откако премиерот Заев ќе се врати од Софија, највисоките партиски функционери ќе седнат и ќе пресечат дали го прифаќаат барањето на опозицијата да распишат нови парламентарни избори. ВМРО, ДПМН и Мицковски пак директно ја обвинеа власта дека предвремени парламентарни избори мора да има, бидејќи како што велат СДСМ сака да ги украде председателските избори. Инсистираме на предвремени парламентарни избори бидејќи Зоран Заев сака да ги украде председателските избори. Имате докази за тоа? Па гласање од 2,4 секунди и до сега не е процесуирана ниту една кривична пријава која што е поднесена од ВМРО ДПМН, поголем доказ зарем треба да кажам. Кој на нас ќе ни гарантира дека повторно во определени изборни места ние ќе имаме гласање за 2,4 секунди? Кој на нас ќе ни гарантира дека на 50-60 изборни места ќе имаме излезеност 98%? Физички луѓето не се наоѓаат таму. Но социјалдемократите пак со контраудар велат ВМРО ДПМН бара алиби за изборниот пораз кој им следува во измислени нереални причини. Според нив, опозицијата нема доверба кај граѓаните и освен деструкција и блокади, не нудат ништо добро за државата и луѓето. Измамите, изборните манипулации, злоупотребата на институциите пред избори се символ на криминалното владење на ВМРО ДПМН. Тоа го потврдуваат и бројните судски предмети за изборни нерегуларности што се водат против нив пред надлежните судови. Наместо очајнички да бара алиби преку измислици, Мицковски и антизападното раководство на ВМРО ДПМН во Белиот дворец нека се подготват за пораз на какви било избори кои ќе бидат фер, слободни и демократски. Во меѓувреме се зголемува бројот на кандидати кои најавија дека ќе се вклучат во трката за председател на Македонија. Амди Бајрам е последниот од низата политичари кои решија да влезат во битка да ја наследат фотелјата на Ѓорги Иванов. Сојузот на ромите на Централниот одбор донел одлука за единствен кандидат за председател да го кандидира Бајрам. Неговите противници кои досега и се познати на јавноста се Филип Петровски, Гордана Силјановска и Владко Ѓорчев. А токму Ѓорчев веќе ја почна неговата кампања, иако се уште ВМРО ДПМН нема донесена одлука кој ќе биде нивниот кандидат. Ѓорчев на својот Facebook профил почна да објавува видео снимки и фотографии како се движи меѓу граѓаните и пазарите. Мора да се разговара со луѓето, мора да се биде близок до народот, мора да ги чувствуваме проблемите на народот за да ги решаваме. Ќе работиме за доброто на народот и на луѓето. Луѓето се загрижени што нивните деца размислуваат да се иселуваат од Македонија, да се заминат. Мора да се бориме за младите, мора да се бориме за Македонија. Синоќа и Централниот одбор на ЛДП донел одлука за почнување на процедура за избор на председателски кандидат. Номинацијата на кандидатите, како што соопштуваат од партијата, ќе се одвива преку само кандидирање, а предвидени се и одредени критериуми, како на пример кандидатот да има либерални погледи. Според НСДП, пак коалициониот партнер на СДСМ на Македонија во овој политички момент не и се потребни предвремени парламентарни избори.